Нашите следни гости ни дојдоа пристигна овде во студиото директно, специјално за нашата емисија и за нашите гледачи дури од Тетово. Ви споменав утринава дека ќе имаме представници од едно поинакво училиште, многу напредно. Станува збор за приватно училиште за учење на англиски јазик, тоа е Пегасус, кој што работат по најсовремени светски методи, но не ви кажав дека цело училиште ќе ми дојде всушност овде. Така што овде си имаме и професорка по англиски јазик, и директор, и си имаме и ученици. Значи, Пегасус во мало. Ајде, прво, добро утро, ќе започнам од професорката, од Ема Близновска. Good morning, teacher. Good morning. Директорот на настава, така се води, Pero Саџовски, и вашите ученици, кои што можеме и подоцна да ги представиме, затоа што подоцна ќе се надоврземе, ќе разговараме со нив. Со оглед на тоа што ве вака, јас барем го доживувам вашето училиште малку поинакво од останатите. Рековме дека денес ќе зборуваме и на тема дигитализацијата на наставата, поведувањето и на вештачката интелигенција, сакале ни или не, тоа е еднината. Но за почеток ќе ве прашам какво училиште е Пегасус, од таму ќе започнам. Пошто се одвојувате од другите и на што сте најмногу горди? Ученици, Па еве, јас ќе почнам. Пегасус е училиште за англиски јазик, но и покрај англискиот јазик кај нас се изучуваат и дигиталните вештини. Дигитални вештини, медиумска писменост, дигитална писменост, така што акцентот го ставаме на комбинација од вештини кои што сметаме дека се најпотребни за 21 век, што самото по себе произлезе како потреба низ годините. Значи, како што се развиваше училиштето, ние почнавме со интерактивна методологија, што сега е веќе актуелна и се користи во училиштата. Интерактивна методологија значи дека повеќе се става акцент на комуникацијата, на интеракцијата, отколку на, да речеме, само граматички форми, изучување вокабулари. Ова беше програма која што од 2002 кога почна училиштето јас проведовме, со помали групи да се работа, така сетингот беше малку поинаков, уште тогаш твоевме, да речеме, од пристапот кој што се малку ќе ви се уфрлам зборот кога спомнувате за вештините кои што им се потребни на младите во 21 век. Ајде да речеме, до пред некоја година не беше ни ништо невообичаено да не знаеш да ракуваш со компјутер, така? Повеќе од некоја година. Денес веќе е не само срамно, туку горе-долу како да си неписмен, ако не знаеш. За кои други вештини зборуваме што им се неопходни на младите да ги знаат, па и возрастните веќе, да ги учат во 21 век? Па, еве, јас 20 ти така ги нарекуваат, или вештини на 21 век. Тука пред се спаѓаат меките вештини, комуникацијски вештини, креативноста, критичкото размислување, потоа еве има можеш да ме надополниш ако ти доаѓа. Медиумска писменост, дигитална писменост тука се опфатени. Значи кај нас е тоа интегрирани вештини во целокупната настава, но процесот на интеграција започна постепено првин со воведење на дигитални технологии, што беше неизбежно. Значи ние бевме пионери. Немавме кој да не обучи во тој период, самите баравме начини како да воведеме минимум технологија. Значи целта беше да биде практична ученицата, да може да секој учествува. Така што моделот што го воведовме беше еден видеопроектор по ученици, еден лаптоп за професор и секој да си донесе свој мобилен уред. Подоцна воведовме и таблети за ученици кои што не може да донесат своји уреди, но пред се работевме со овој модел кој што ни овозможи постепено да излеземе само од традиционалната, да речеме, методологија која што претходно беше веќе усвоена и користевме и воведовме полека дигитални алатки, што беа многу популарни. Еве морам да нагласам и тоа. Види се, вака сега јас малку популарни, како за кого? Затоа што целиот концепт кој што тогаш ни беше пласиран, зборуваме сега за образовниот процес, нели, на ниво на цела држава, не беше со воодушевување примен внесот на дигитализацијата. Може би од оправдани причини. Прво, ако немаш услови, не можеш да зборуваш за дигитална настава. Многу ни беше јасно дека голем број училиштата воопшто нема ни интернет покриеност. Многу домови исто така немаат. Друг проблем беа дигиталните алатки. Може би уште еден проблем има тоа што се сакаше преку ноќ да се поведе, а очигледно дека треба постепено. Тога би запрашала малку Ема, во тој период
особено да речеме кога беше короната, и наставниците не се снајдоа многу добро во обичната онлайн настава што беше. Да, апсолутно ова беа некои потешкоти што мораше да се надминат, и факт беше дека ковидот направи само да се забрза тој процес. Ова беше процес кој доаѓаше, само дојде момент на да се забрза целиот процес и беше потребно сите многу брзо да ги научиме некои алатки што стварно долги години ги учевме, долги години ги испробувавме. Одлично беше што ние кај нас во школа, 4 наставници сме, сите имавме одлична поддршка едни со други. Буквално на првите неколку часа што ги држевме онлайн, јас бев на час, Перо седеше со мене, Перо беше на час, јас седев со него. Исто се случуваше и со нашите колеги. Си бевме некоја поддршка која беше стварно неопходна во тој момент. Особено што имате работа со ученици кои што многу се повешти во технологијата. Апсолутно. Со самото помирување на короната воочивме дека го знаевме ова на некој начин, ама воочивме дека мора да направиме некој баланс меѓу интерактивната настава и дигиталните алатки. Не сакаме целосно да се осврнеме на дигиталните алатки, особено зашто младите буквално се зависни од телефоните, можам да кажам, што представува и многу голем проблем, па мора да направиме некоја поделба кога смеат да се користат телефоните и во кои моменти ни треба буквално самостојно размислување, самостојно пишување за да видиме до каде напреднале нивните способности, нивните знаења во англискиот јазик и општо, критичко размислување, креативна мисла, дигитална писменост, општо медиумска писменост. Да, еден од начините што е вашето списание, значи и покрај внесот на оваа технологијата, сепак сакате нешто старо, времско, старо, модно, но пред да го споменеме списанието во кој што многу активни учесници се и вашите ученици, сакам малку да зборуваме за чекор напред од таа дигитализацијата за која што досега не се зборува, а тоа е веќе внесувањето и на вештачката интелигенција кон која што се уште се има отпор, секогаш кога е нешто ново со и непознато, ние малку со страв го примаме. Што е природно, да, нормално е. Ајде да видиме каков е планот. Како вештачката интелигенција умно да се употреби, но да не биде злоупотребена, да не се злоупотреби, така? Вака, значи, прво ова сакам да го нагласам кај сите едукатори. Значи, сите имаме отпор на почетокот од дигитални алатки, но тука се присутни се. Ако едукаторот не е тој кој што ќе биде храбар доволно за да искочи надвор од комфорт зоната на тоа што знаеме да го работиме, за да истражи што се случува таму во светот, а во светот има новитети нон-стоп. Должност наша е да знаеме што се случува, да ги препознаеме бенефициите, вредностите од тоа што се случува, па да ги пренесеме на начин на кој што ќе бидат корисни за следната генерација. Инаку оставаме да бидат тие изложени на влијанија секакви. Ја викам, има непрокопсаници таму кои што сакаат за своји лични интереси да ги искористат новите технологии и децата ќе научат од таму како да ја користат таа алатка. Значи, од тука е мотивацијата кај мене како едукатор, зошто сметам дека треба да се воведе. Ама тоа не се воведува така паднато од Марс. Потребно е постепено да се воведуваат вештините. Ние исто така имавме период кога, да речеме, се залетавме со дигитални алатки, па како што кажа колешката Ема, видовме дека претеравме, затоа што на децата им треба малку и физичка активност, им треба комуникација. Па сега се враќаме 2 чекори назад, но тоа ми дава веќе доволно простор да сватам дека и со вештачката интелигенција треба постепено и внимателно да се воведува, не да се залетаме. А децата веќе ја користат на неприправилен начин. Еве да ги прашаме, дали користите ChatGPT за домашни да пишувате? Нема кој не користи, така. Искрено и ние ја користиме некогаш, да, само ќе му напишеш дај ми 10 прашања за тој гостин. Сега, баш кога збориме за ова, тоа е тоа што сакам јас, например, учениците да ги научам како да ја користат не за генеративна примена, значи ова е генеративна примена, напиши ми домашна за тој тоа. Јас ги учам да користат трансформацијски. Тоа е како е тој пристап. Например, имавме конкретно проект каде што учениците дозволено им беше да креираат есеи со барање врз база на барање со ChatGPT. Значи кога не е забрането овошје, тогаш слободно, ама дај да идеме понатака, чекор понатака, веќе есеите не се доказ за писменост, значи за да видам колку се тие писмени, се барам од нив од есеот да направат презентација повторно користејќи вештачка интелигенција. Но кога ќе подготват презентација веќе на зададената тема, тука веќе треба да се подготви ученикот за да ја презентира. И тука доаѓаме до моментот на длабоко учење или deep learning. Инаку ние само површинско учењето, ќе решиме домашни, ќе направиме есеј, добивме 5, нити професорот знае колку знае ученикот, нити ученикот знае колку знае реално. Значи мора да се налезе малку подлабоко. Методот јас што го промовирам се вика проектно учење,
со примена на вештачка интелигенција на алатки, дигитални алатки, но со цел да се креира продукт кој што ќе го презентира ученикот, каде што веќе ќе мора да вложи малку подлабок пристап по учењето. И овој модел го промовираме како новитет. Еве се обидуваме да го воведеме и како стандард. Нема кај нас оценки, нема петки, четвртки, тоа ништо нас не ли значи. Кај нас има формативно оценување, тековно, секој час оценуваат учениците со квизови, на многу интерактивен начин. За жал, како што спомна претходно, пандемијата ни направи многу лоша услуга. Ние веќе бевме подготвени интерактивно да воведеме онлайн настава, но тоа што се случи во државните училишта беше последица на тоа што се скокна многу чекори и наеднаш се фрде луѓе во онлайн настава. Онлайн настава доаѓа после 10 години дигитални алатки воведување, па онлайн настава, па после одиме со вештачка интелигенција. Земји веќе се функционираше онлайн настава, така што ова не им беше некоја голема промена. Оно што го знам за вас, Перо, е дека меѓу другото, а многу работи сте, меѓу другото сте и иноватор на програми. Дали тоа значи дека Пегасус работи по своја оригинална, автентична програма, ваш изум? Па тоа искра нема оригинална автентична програма денес. Ама не е копи-пейст, не е оно што се планираше финскиот систем, ајде сега да го ископираме, па апсолутно не одговара. Сепак ги гледате и условите овде, и потребите, така? Јас би рекол прилагодена на нашите услови. Значи, и на се веќе измислено ако се земе. Па и реално користиме идеи, иновации кои што веќе се проверени, се искусни и ние ги применуваме. Со тоа што примената е сепак адаптирана на потребите и на учениците наши, на средината во која што живеат. Целта ни е да ги подготвиме малку повеќе за она што ги очекува во светот. Значи англискиот јазик само англиски веќе не е доволно, потребни се дигитални вештини. Веќе секој зборува англиски, така. Значи да ги остручиме овие деца кои што реално се уште не добиваат таков тип на образование во државните училишта затоа што не е внесено структурно. Има и поединци наставници кои што навистина работат со учениците и се трудат максимално да ги воведат овие вештини. Ние го правиме истото, да речеме, на еден поинаков начин со тоа што кај нас програмата самите ја дизајниравме, таа дигитална писменост на англиски јазик, така се викаше во 2015, сега веќе интегрирана во се што работиме. Бевме финалисти на Elton's Innovation Awards, тоа е, да речеме, најпрестижна награда која што дава Британскиот совет за иновативни програми во англискиот, со англиски јазик, а потоа бевме исто селектирани како една од 100 најинспиративни иновации на глобално ниво баш од финска организација која што промовира иновации во образованието. Што е врв во светското образование. Да, препознае дека има нешто квалитетно и кај нас, така што еве да се пофалиме. Апсолутно треба да се пофалите, браво. Сега ќе се вратиме малку чекор назад во однос на ова... Како орота нашите. Да. Во однос на ова што сепак рековме традиционалните некои вредности, предпоставам дека ги задржувате, а тоа е списанието. Тоа е во ваш домен веќе има, вие сте задолжени за тоа. За какво списание станува? Заедно го родија со Перо во секој случај. Pegasus Student Voice е нешто што го започнавме во 2021 година. Некако и тоа потикна, можеби и произлезе од короната, for some reason, не знам сега и баш во тој период се случи, се работи за списание кое што во моментов не е само дигитално, ете, некој микс од традиционален медиум како што е весникот и на дигитална платформа на интернет, ние на нашата веб страна може да се најде. Го почнавме со намера да ги едуцираме нашите студенти, нашите ученици за баш понапредни вештини за пишување, но и медиумската писменост ни беше многу значајна, зашто знаеме колку во ковидот се случија некои да се пласираат некои лажни вести во кои што многу лесно верувавме и беше многу тешко да се направи дистинкцијата меѓу вистински вести и баш она што е фейк њуз. Го започнавме со учениците, не сакам да навлегувам премногу во процедурата, сакам тие да ви кажат како ќе ве замолам да ги представите и претпоставам самиот процес на изработка тие ќе го долува. Би можело, ова е Лена Јосифовска која што е една од двете уреднички на самото списание. И уредници, апсолутно. Спасен Ангелковски и Емилија Андреес како што се дел од списанието, може да тие се новинари, колеги новинари. Може тие да поминат низ процесот како функционираме секој месец, како се уредничката да започнеме. Од уредничката да започнеме. Повелете. Најпрвен сакам да се заблагодарам за тоа што професорката има не представи. За нас писанието представува навистина љубов спрема пишувањето, зборувам од моја гледна точка.
Сите тука сме, да речем, да кажам волонтерски, секој го прави ова со своја волја, никој не е присилен да пишува статии, да истражува и слично. И сметам дека навистина е одлично искуство. Како уредник на самото дел од уредниците на самото списание, можам да кажам дека самиот процес од почетокот, од избирањето на тема до барањето идеи. Ваше си е, вас ви остават? Да, сосема наше. Се разбира, имаме поддршка и консултации, доколку немаме пример идеја или нешто, се консултираме нормално, ќе ни дадат свое мислење, критика, нешто што треба да се подобри, но во главном се оставено на учениците. Тоа е самата поента на списанието, да биде предводено од учениците со тоа што целта на оваа идеја е списанието да биде предводено од ученици и затоа учениците да имаат да се чувствуваат како да имаат своја моќ. Моќта, гласот да може да го искажат во јавноста, да биде лично нивно, да може да се изразат и да го кажат она што навистина го мислат. Затоа што и во училиштата примери во други области општо зборувано во општеството, знаеме дека младите, децата особено ретко кога имаат право на глас да кажат свое мислење и слично, па затоа преку ова списание нас навистина тоа ни е овозможено во секој случај. Статиите ги пишуваме сосема сами, идеите ни се раѓаат сами, процесот на пишување исто сами го креираме, да одлучуваме дали може да се направи, дали да интервјуираме некој, дали да одиме во посета кај некој и слично. Исто така имаме и активности надвор од списанието со кои го прошируваме нашето влијание за сега само во градот Тетово. А и во Скопје бе? Бевме и во Скопје, во математичко-информатичката гимназија МИГ. И глобално да има. Не има и глобално. Не има и глобално. Учествувавме во ESFS проект на глобално ниво со повеќе држави. Добро, ќе се надам ќе имаме време да кажеме и за тие глобални проекти, кој е бенефитот за младите, но би запрашала другите колеги новинари. Ме интересира малку околу темите. Кои теми вака на млади луѓе им се најинтересни за да ги обработувате во списанието? Најчесто темите кои што им се најинтересни се оние за кои што тие се, да кажам, заинтересирани. Најчесто се како на пример во моментов за AI технологиите или пак роботиката, но исто така и за спортските вести. Ајде да видиме кои се главни топ 3 спортски вести. Најчесто во моментов сега во Кои се идоли, да речеме, спортистите кај младите? Кого најчесто третирате? Не знам како да ви кажам, најчесто фудбалерот или пак клубот за кој што они навиваат, пишуваат за него или пак најновите трансфери кои што биле во моментот во зимата, тие пишуваат за него. Или настани ако има светски спортски олимпијади, такви работи ги покријаат. Значи, технологија и спорт. Не, има и други теми. Има и други теми, да. Култура, пишување, значи уметнички, млади уметници, така се поделени кои теми. Млади уметници, например, ако одберат таа тема, истражуваат нешто што е поврзано со уметноста и пишуваат текст. Па имаме настани во нашето училиште, настани во нашиот град, па глобални настани кои што се од интерес за младите, но они бираат што ги интересира во таа рубрика, да речеме. Баш е интересно зашто секој месец обично имаме по некоја работионица, некој од нив обавезно доаѓа на работионицата да репортира баш да известува новинарски баш за таа работионица со фотографии, со интервју на некој од нас наставниците со по некое прашање и за учениците кои што се на работионицата. Многу често пишуваат и за книги кои што ги прочитале периодов, филмови, серии. Тоа е веројатно една од популарните работи. Последно, баш овој месец приготвува еден од новинарите кој што не е тука, приготвува и статија за што фали кај нас во Тетово, паркот е најголемата работа што може би ни достига. Баш и тоа е и тој аспект што многу сакаме да го развиеме, да не се срамиме да бидеме и покритички настроени кон некои аспекти кои што стварно навистина ептен длабоко не засегаат како луѓе кои што живеат. За разлика од наша генерација која што премногу молчеше и беше мирна и пасивна, сега да го остави. Сакаме да се малку погласни, сакаме да. Јас би сакала уште третата колешка да ја запрашам со оглед на тоа што еве спомена и Перо и Ема дека во ова училиште не се учи само англиски јазик, туку ве оспособуваат
за животните вештини. Ајде речеме преку овие ваши активности, тие активности што ги наброја уредничката и преку учеството во ова списание, како тоа ви помага и ви подготвува за секојдневниот живот? Да, значи ние преку Пегасус учиме медиумската писменост. Медиумската писменост е многу важно да ја развиваме, бидејќи со неја се развива нашата креативност. Исто така, во ова ера на дезинформации, многу е битно да предпоставиме, да знаеме да ги делиме фактите од манипулацијата. А лажни вести. Така, тоа е делот. Значи, секој од нив ќе мора да кога истражува тема, да биде свесен за која е темата, дали има нешто што е компрометиращо И тоа околу како темата. корисно за секој еден. Така. Овие наплив информации кои не знаеме веќе што е вистина, што не. Дечки, многу ви благодарам што ни дојдовте. Што за глобалниот проект да спомнеме. Ама многу накосно, затоа што ако гледате на другата тетовчанка чека да биде вклучена. Значи, еве може некој од Евелина може да каже за глобалниот проект во кој што учествувавме и покрај тоа што и претходно имам учествувано во други проекти, овој е актуелен. Конкретно може да ви спомне за... Кратка ќе бидам само главното. ЕСФЕСТ е проект лоциран во Лондон, но учествуваат повеќе држави од целиот свет и ние сме меѓу нив и ние, да, преку застапени го представуваме, ја представуваме нашата држава, ние неколку учесници. Учествувавме на повеќе онлайн предавања и дружби во куќата на лордовите, така беше наречено, каде што имавме прилика да се запознаеме со децата, самиот проект и слично, а исто така учествувавме и во спотот на песната, која е наречена All Together Now, односно сите заедно, со цел да се направи некаква акција за климатските промени и подобар живот. Да. Ние ви ги оставивме во наследство тие проблемите и климатските промени и еколошки, така што во вас не е надежда да ја правите. Ќе помогнеме да се справиме заедно. Многу ви благодарам. Како што рековме, необично училиште, не секојдневно, така? Што значи имаме многу можности и за друг пат да ни гостувате и околу други ваши идни проекти. Како што за самиот крај да не сакате уште нешто да споменете? Па, јас мислам дека ги покривме сите теми. Само би сакала да ги поздравиме и другите новинари кои што денес не се со нас зашто се на училиште или не успеа да бидат тука, така што поздрав до вас, дечки, и стварно навистина правите одлична работа, продолжете така и тоа е тоа. Фала ви. Уште еднаш многу ви благодарам.